Согласно член 88 од деловникот, заменик координатор или координатор на пратеничка група има право да се јави процедурално секогаш во текот на сите комисии или на седница на собранието, кога смета дека има прекршување на деловникот во работењето на комисијата. Председателя, вие како председател на комисијата, прво не смеевте да дозволите на министерот да повикува пратеници и да оценува за тоа кој каков говор имал, додека се произнесува во врска со одредена точка, која што е на дневен ред, и да дава оценки, а во исто време и да критикува за тоа кој бил најдобар, кој бил најлош, какви епитети употребувал при користењето, заради тоа што сепак не е во ред министерот да зборува за тоа што колегите зборувале, без притоа да навлезе во суштинската дебата, за тоа што на министерот тука на оваа денешна комисија му беа поставени многу прашања кои што требаше да се одважи и да ги одговори, а не на крајот да земе збор само за да даде оцена на нашите колеги пратеници. Јас тоа го сметам прво за навреда, а вие како председател на оваа комисија и доколку непристрасно ја водите истата, требаше веднаш да прекинете, односно да кажете, почитуван министре, се извинуваме, меѓутоа вие сте овде за да одговарате во врска со точките кои што се на дневен ред и да дадете појаснување во врска со одредена точка која што е ставена на дневен ред, а не да давате оценка на говорот кој што го имаа пратениците. Затоа, председателе, значи, водете го дневниот ред на комисијата онака како што доликува и согласно членовите 91 и 92 од деловникот, бидејќи мислам дека за македонската јавност не е коректно да гледаме едно вакво недолично однесување од страна на министер, без разлика уште колку ќе трае оваа влада, сепак министер е одредена функција која што треба да ги почитува пратениците, бидејќи министрите се избрани од пратениците. Ви благодарам.